Дневник на Канал Плюс телевизија, добро вечер. Започуваме со најава на делот со држините. Председателот Ѓорги Иванов попладнево донел одлука да ги поништи преостанатите решенија за помилување што беа донесени на 12 април. Околу 500 млади невработени лица ќе добијат можност да се стекнат со практични знаења преку владината мерка за практиканство. Околу 30% од оризот е откупен, но не е платен. Владините субвенции во поголем дел се исплатени, а за помал дел во тек е исплатата. Проблемот е во делот на откупувачите. Председателот Ѓорги Иванов попладнево донел одлука да ги поништи преостанатите решенија за помилување што беа донесени на 12 април. Изминаа 10 дена откако донесов одлука за поништување на одлуките за помилување, ослободување од гонење без проведување постапка за вкупно 22 политички експонирани лица. Од тогаш сите други лица, согласно законските измени, имаа можност да поднесат лични барања за поништување на нивните одлуки за помилување. Меѓутоа, и покрај декларативните најави на дел од нив во јавноста дека ќе го стора тоа, досега ниту еден од помилуваните не поднесе барање за поништување на одлуките за нивно помилување, вели Иванов во писмената изјава. Во овие 10 дена, додава председателот Иванов, бевме сведоци на различни толкувања на оваа одлука на поларизираната политичка сцена и обиди да се освојат ситни дневно политички поени преку оваа одлука, за која, како и тогаш, така и сега сум уверен дека ќе придонесе за национално помирување и ќе понуди излез од политичката криза во Република Македонија. Поради ова, денеска донесов одлука да ги поништам и преостанатите одлуки за помилување, кои ги донесов на 12 април. На крајот уште еднаш ќе потсетам дека за разлика од 12 април, денеска имаме нова реалност во Македонија. Во услови на надворешни закани, безбедносни ризици, имаме функционални институции кои можат да се справат со предизвиците, наведува македонскиот претседател во писмената изјава. Социјалдемократскиот сојуз се огласи и соопшти дека одлуката на Иванов за целосно поништување на помилувањата представува победа на демократска Македонија и на опозицијата. Околу 500 млади невработени лица ќе добијат можност да се стекнат со практични знаења преку владината мерка за практиканство. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски денес на пресконференција го најавија новиот повик за оваа мерка, која што се реализира со средства обезбедени од Европската унија, односно од ИПА програмата. Околу 500 млади невработени лица ќе добијат можност да се стекнат со практични знаења преку владината мерка за практиканство. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски денес на пресконференција го најавија новиот повик за оваа мерка, која што се реализира со средства обезбедени од Европската унија, односно од ИПА програмата. За оваа мерка за оваа година имаме обезбедено буџет во износ од 9.450.000 денари за вкупно финансирање на 500 млади лица за мерката практиканство. Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски рече дека оваа мерка е можност за младите лица да постигнат некој успех во практичната работа, односно да создадат работно искуство, кое што е многу важно за понатаму во нивната работна кариера. Средствата за оваа мерка се од вториот грант, од доледениот вториот грант на Агенцијата за вработување на Европската унија. Со тоа што ние продолжуваме понатака со нив соработка, продолжуваме да добиваме нови грантови, но сепак сите овие грантови што ги добиваме се насочени кон една цел, а тоа е намалување на невработеноста. Огласот е објавен денес, а ќе трае и во следните 20 дена. Доколку има потреба, истиот ќе биде продолжен. Поповски посочи дека за овој проект најчесто се јавуваат мали, средни и големи компании.
Екстерното проверување на постигнувањата на учениците за учебната 2015-2016 година во јунската сесија ќе се спроведува од утре до 11 јуни. Државниот испитен центар соопшти дека во оваа сесија ќе бидат офатени 178.648 ученици од основните и средните училишта, кои ќе бидат тестирани по 1972 предмети. Претходно беа објавени прашањата по сите предмети. Учениците се тестираат по 2 предмети кои ги дознаваат 3 дена пред полагањето. Поради уписите во средно училиште, резултатите од екстерното тестирање најпрво ќе бидат објавени за 9 оделенците, односно на 13 јуни, а за сите останати ученици на 17 јуни. Екстерното тестирање беше воведено во учебната 2012-2013 година со цел да се провери објективноста на наставниците при вреднувањето на успехот на учениците. Околу 30% од оризот е откупен, но не е платен. Владата даде субвенции и ги зголеми знејки дека годината е проблематична. Субвенциите во поголем дел се исплатени, а за помал дел во тек е исплатата. Така што не е проблемот во делот што го има ветено владата, туку во делот на откупувачите, истакна Груевски при вчерашната посета на Кочанскиот регион. Проблемите со кои што се соочуваат оризопроизводителите во Кочанскиот регион при вчерашната посета на село Долни Подлог беа изнесени пред председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски и представници на локалната самоуправа. Председателот на местната заедница Даниел Атанасов ги изнесе проблемите кои веќе подолго време се провлекуваат во овој регион и се голем проблем за оризарите. Собственици на фабрики за откуп на ориз во Кочани го политизираат откупот, вели Атанасов. Тој тврди дека на оризопроизводители, членови на ВМРО ДПМН, им биле барани членски книжки од СДСМ за да им биде откупен оризот. Според председателот на ВМРО ДПМН, политиката е недозволлива во пазарната економија. Очигледно е, посочи Груевски, дека луѓето се соочуваат со проблем со откупот на оризот. Очигледно е дека луѓето се соочуваат со проблем со откупот на оризот. Околу 30% од оризот е откупен, но не е платен. Од оние кои што го откупиле, 70% не е откупен. Владата даде субвенции, ги зголеми субвенциите, знаејќи дека годината е проблематична. И тие се во поголем дел исплатени, во помал дел се сега во тек на исплата. Така што не е проблемот во делот што владата го има ветено и што е обврска на владата, туку е во делот на откупувачите. Од она што може да го слушнам овдека на теренот е дека постојат веројатно 2 проблеми. Едниот е што има одреден вишок на пазарите годинава со ориз, а вториот е, како што објасни локалното население, што политиката ги има замешано прстите и во оваа работа. Луѓето тука што беа тврдат дека воглавном одгледувачите, односно оние кои што го садат и го продаваат оризот се припадници на ВМРО ДПМН, откупувачите на СДСМ, ценат дека се обесправени, дека се откупува само од помалиот број на производители кои што се од СДСМ. Заменик министерот Костадиновски најави дека тврдењата на оризопроизводителите ќе бидат проверени и ќе се спроведат контроли за текот на откупот од страна на надлежните институции. До крајот на годината треба да биде готова изградбата на пристапниот пат до Брана Речани на Оризарска река во должина од 6,5 км. По неговото завршување ќе отпочне изградбата на браната, која треба да биде завршена во рок од 5 години, беше речено при посетата на Кочани од страна на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој меѓу другото ја посети и новоизградената сала на основното училиште Крсте Петков Мисирко во Оризари. Изградбата на пристапниот пат до Браната Речани на Оризарска река во должина од 6,5 км до декември месец треба да биде завршен и истиот е во вредност од околу 3.100.000 евра. Откако ќе заврши изградбата на патот, ќе отпочне изградба на браната, која треба да биде завршена во рок од 5 години. Беше речено при посетата на Кочани од страна на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Почна втората фаза од веќе започната постапка, имаше доставено 7 понуди, 5 согласно законот и условите од тендерот се квалификуваа, известени се,
поминате рокот за жалби и во текот на неделава ќе се достави известување на оние кои што се квалификувани во рокот 40 дена да ги достават понудите, финансиските понуди во однос на проектот кој што се однесува на изградба на брана Речани, кој што е проценет сепутно некаде на околу 34 милиони евра. Браната Речани е една од најголемите инвестиции во Кочанскиот регион, преку која треба да се обезбедат дополнителни количини на вода за снабдување на Кочани, Чешиново, Облешево и Виница, превентивна заштита од поплави, како и дополнителни количини на вода во хидросистемот Брегалница за наводнување на околу 2100 хектари земјоделско земјиште. Груевски оствари и посета на новоизградената спортска сала во основното училиште Крсте Петков Мисирков во Оризари. Целосно опремена со сите потребни реквизити за различни спортови, мал фудбал, кошарка, гимнастика, ракомет и пинг-понг и други спортови. 40 милиони денари инвестиција, доста значено за Кочани и за населеното место Оризари. Генерално ги задоволува сите стандарди што се потребни и за настава по спорт и физичко генерално, но и за рекреативни активности. Има голем интерес и од децата и младите за спортување, а во вечерните часови ја издаваат на клубови и рекреативци, истакна директорката на училиштето. Во голема мера ова Искористеност. решен вековен проблем на училиштето и на сограѓаните. Така. Зашто немавме ни воопшто никаква сала. Во првата половина на следната година ќе започне изградбата на 100-та спортска сала од проектот за изградба на 145 спортски сали во Републикава, додаде Груевски. По 60 години асфалтот стигне и во Стар Караорман. За 20 дена ќе се асфалтираат 14 улици, што заедно со претходно изградениот водовод и канализација, општина Штип во оваа приградска населба ќе вложи над 1 милион евра. Стар Караорман е населба во која до 20 јуни треба да бидат асфалтирани 14 улици. По вчерашните обилни дождови, кои предизвикаа одредени проблеми, денес на терен меѓу жителите градоначалникот Илчо Захариев. Сигурно е дека жителите очекуваат тоа да се направи преку ноќ за еден ден, но изведувачот има обврска до 20 јуни да ги заврши улиците во 14 улици во Стар Караорман. Синоќ имаше големо невреме во Штип и Штипско и сигурно е дека неасфалтираните улици им направија некои проблеми на жителите. Сакам само да им кажам дека ние би сакале за еден ден да се завршат улиците. Но сепак тоа е технологија на изработка на улици и таа постапка нормално ќе тече. Од тие причини, јас сум денеска овде на лице место да ги уверам жителите на Стар Караорман дека изведувачот на работите, економскиот оператор, ќе биде задолжен лично од мене до 20 да ги заврши сите работи овде и да имат луѓето асфалтирани улици. Со оглед дека се работи за пообемен зафат, жителите треба да имаат трпение, им порача градоначалникот, кој најави дека веднаш по асфалтирањето на овие улици, механизацијата ќе се префрли во горната населба, каде што ИСАР работи на финализирање на канализацијата. Тука сме подлоги години и за тоа е добра намера од општината и градоначалникот за улиците. Ние две ги чекаме да се направат, али да се направат како што треба. Задоволни сме после колку години, ја не знам, на власт са 10 години, оваа година убаво е. Што е направено, што ќе направи, убаво ќе е се. А најави дека улиците ќе бидат завршени во предвидениот рок и од изведувачот. Овие патишта ќе бидат брзо направени, веќе сме во тек на градењето. Извршени се некои позиција, тоа се поравнување, грубо поравнување, се идеме на фино планирање, машините се комплетирани од денеска, почнуваме активно да работиме. Инаку во сите досегашни зафати, водовод и канализација, заедно со улиците, општината има вложено над 1 милион евра. Со асфалтирањето на улиците се заокружува комплетното инфраструктурно уредување на оваа населба, каде што повеќе од 60 години не беше поставен ниту метар квадратен асфалт. Минути за политика. Општинската организација на СДСМ Штип денес на пресконференција обвини дека криминалната власт, поред нив, веќе 10 години мисли само на тоа како да се збогати. Повод за тоа беше пуштањето во употреба на реконструираниот градски пазар во Штип. Од јавното предпријатие ИСАР со демант дека силно што го прават е во интерес на граѓаните. ВМРО-ДПМНЕ не може да реализира целосно ниту еден проект, обвинија денес на прес од Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз Штип. Ваквите обвинувања беа поттикнати од пуштањето на употреба на наводно реконструираниот градски пазар во Штип од страна на градоначалникот и директорот на јавното предпријатие ИСАР, но вратите на пазарот се уште се затворени и пазарџите нема каде да ги продаваат своите производи, додаваа на пресконференцијата.
Пазарџиите реагираат дека локалната власт си поигрува со нив, доведувајќи ја во прашање нивната екзистенција од причина што се приморани постојано да ги менуваат своите локации, а со тоа ги губат и своите купувачи. Покрај фактот што градскиот пазар е се уште надвор од употреба, остануваат и неодговорени прашањата околу висината за наем на тезга во градскиот пазар, како и за закупнината на монтажните бараки кои што беа поставени. Она што го прави ВМРО ДПМН и јавното предпријатие ИСР за граѓаните на Штип, очигледно од Социјалдемократскиот сојуз не сакаат да го видат, вели директорот Бојаджиев. На управен одбор, уште пред почетокот на реконструкцијата на градскиот пазар и изградбата на дуќаните, беше утврдена цената за нивно изнајмување, истакна директорот Бојаджиев. Сами гледат дека на пазарот се направени 14 дуќани, сами гледат дека пазарот е комплетно покриен, сами гледат дека пазарчиите се презадоволни, веќе ги вселуваат својата роба во тезгите, како што свечено го пуштиме во петокот пазарот, а јас апелирам до нив, доколку има време да се јават на лицитацијата за дуќани, ќе отстапиме еден дуќан, слободно може да отворат ликовно ателје и во него да се сликаат. Јавното предпријатие ИСАР ќе обезбеде наставник по ликовно, да не ги уништуваат објектите, да ги фарбаат со боја кои што се направени, туку да си својата уметност и креативност да изразат на културен начин како во секоја демократска земја. Од јавното предпријатие ИСР информираа дека има голема заинтересираност од страна на пазарџиите за изнемување на тезги во покриениот дел на градскиот пазар и веќе во петок истите ќе започнат со продажба на своите производи. Полицијската станица Делчево поднесе кривична пријава против 32-годишниот СА од Пехчево поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични други, психотропни супстанции, прекурсори и овозможување на употреба на наркотични други. На 25 февруари 2016 година, околу 20 часот и 30 минути во Пехчево, во централното градско подрачје, СА на две лица од Делчево за износ од 900 динари им продал опојна дрога марихуана, а потоа извадил еднорачна изработена цигара джоинт која ја запалил и заеднички ја користеле. При преглед на патничкото моторно возило Мерцедес од такси компанија на влизот од Делчево, кај лицата од Делчево пронајдена е нито маса од 0,73 грама марихуана. Полицијската станица Делчево поднесе кривична пријава против 28-годишниот ДТ од Македонска Каменица поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични други, психотропни супстанции и прекурсори и овозможување на употреба на наркотични други. На 6 февруари 2016 година во Делчево при преглед на пријавениот пронајдена е 0,58 грама марихуана, а исто така пријавениот доброволно предал уште 1,17 грама марихуана и половина таблета екстази. Исто така на две лица во возило им овозможил да користат цигара джоинт. Успешно заврши 31-то издание на Макфест 2016. Препознатливиот сјај на Макфест полека но сигурно повторно се враќа. По неколку години пауза, љубителите на забавната мелодија уживаа во изведбата и на голем број интернационални изведувачи. Организаторите уште од сега се подготвуваат за 32-то издание на Макфест и ветуваат враќање на фестивалот по старите патеки. Успешно реализирано 31-то издание на фестивалот на забавни мелодии Макфест 2016 потврда дека овој фестивал полека се враќа на вистинските патеки, дадоа не само организацијскиот одбор, туку и голем број на електронски и пишани медиуми. Композициите од двете полуфинални вечери изведени на Макфест 2016 веќе се ставени на носач на звук, што значи дека фестивалот продолжува да живее и по неговото завршување. Најголема заслуга за таа работа секако на уметничкиот директор Љупчо Мирковски, кој што направи огромен подвиг со тоа што не само што избра добри композиции, туку напротив, имаме веќе компакт диск кој што го немавме изминатите неколку години, поточно претходните години. А со тоа се возможува промоција на фестивалот и понатаму на радиостаниците, се разбира тука се и видеоспотовите, материјалите од Македонската радиотелевизија, така што фестивалот останува да живее потоа. Наша обврска е сега секако да го подигнеме степенот на Макфест на оној пиедестал малку повисоко од оној што е оваа година и за тоа ќе се потрудиме. Не сме да се изневери довербата и оние пофални зборови кои што беа кажани од публиката и од медиумите, така што се надевам дека идната година ќе бидеме уште успешни и подобри.
31-то издание на Маквест заврши со победата на Александра Јанева, која изведе композицијата за 100 години. Ова е втора победа на Штипскиот фестивал за неа. Симона Поповска е носител на 2 награди, второто место и награда за сценски настап за песната «Ке најдем друг». 15-годишната Антонија Гиговска, на гледачите позната како учесничка на шоуто Пинкови звездички, со песната за нас ги освои симпатиите и на публиката и на жирито, што ја овозможи трета позиција и награда за најуспешен дебитант. На предлог на советниците од Советот, општина Делчево опреми нова сала за венчавки, која ќе се користи исклучиво за склучување на граѓански бракови. Првата венчавка во новата сала е закажана за 11 јуни. Во нова сала за венчавки ќе се венчаваат новите младоженци во Делчево. На предлог на општинските советници, општината опреми нова сала која ќе се користи исклучиво само за склучување на граѓански бракови на идните младоженци. Во последните 20 години, место положбата на салата за венчавки се менуваше повеќе пати, а последно венчавање помеѓу младите се случуваше во фоајето на Спомен домот Асном. Со опремувањето на новата сала ќе се реши голем проблем кој се случуваше поради преклупувањата на термините на културно-уметничките настани во фоајето со термините закажани за венчавка. Општина Делчево ги информира граѓаните на општина Делчево дека новата локација на салата за венчавки се наоѓа во старата општинска зграда на улица Метод Димитевски Брицо број 40. Имено со одлука на Советот на општина Делчево утврдена е локацијата која што веќе ја спомнав, така да веќе од 1.6.2016 година новата локација на салата за венчавки ќе биде во старата општинска зграда. Ние се потрудивме оваа просторија да ја опремиме, да биде пригодна баш за вакви свечености. Се надеваме дека граѓаните на општина Делчево ќе бидат задоволни од оваа наша одлука и на сите идни младенци кои што ќе се регистрираат во оваа сала им посакуваме многу успех во брачниот живот и многу среќа. Првата венчавка во новата сала е закажана за 11 јуни, а досега во 2016 година во Делчево склучени се 43 граѓански брака. Во 2015 година во Делчево се склучени 101 брак. Македонското здружение во Италија Камениот мост станува се поактивен иницијатор во промоција на македонската култура и традиција. Македонски групи, режисери и уметници од 9 до 25 јуни ќе настапуваат на меѓународниот италијански фестивал на класика 2016. Домот на културата од Виница настапува со ансамблот на староградски песни Серенада. По неодамнешното учество на виничките каратисти на меѓународен надпревар во Италија, како потврда за се поголемата активност на нашите селеници во регионот на Пиемонте, викенд гостување на познатиот италијански фестивал на класика најавува и Домот на културата Тоша Арсов кој ќе настапи со октетот Серенада. Ансамблот за староградски песни Серенада има развиена меѓународна дејност, освен настапувањата на фестивали во Македонија. Значи, ние гостувавме во Полска, Турција, Бугарија, Хрватска и сега после едногодишни преговори, не преговори, туку напори со нашите иселеници таму, односно представниците од Здруженијето Камени мост за да се староградскиот состав представи во Италија. Додовме веќе до крајот и до една покана. Гостуваме на еден многу значаен фестивал кој секоја година во Италија се одржува во различни градови. Тоа е еден се нарекува фестивал на седумте уметности, фестивал класико, и оваа година се одржува токму во градот кај што е најголема концентрацијата на нашите иселеници од Македонија. Во рамките на промоцијата на македонската култура, покрај Серенада ќе гостува и режисерот Милчо Манчевски со прикажување на сите негови филмови, а ќе биде отворена и изложба на познатиот македонски илустратор Иван Петрушевски. Македонското здружение во Италија Камениот мост, кое обединува повеќе илјади македонски селеници претежно од источниот регион, станува рамноправен учесник во сите општествено-културни збиднувања во овој дел од Италија, а со тоа и главен мотиватор за членството во зачувување и негување на македонската традиција, култура и идентитет.
Најмалку 14 луѓе, меѓу кои 6 деца загинале во сообраќајна несреќа на југот на Турција, кога автобус што превезувал ученици на екскурзија излетал од патот и паднал во канал, јавуваат турските медиуми. Меѓу загинатите се 3 девојчиња и 3 момчиња, како и 8 возрастни луѓе. Во несреќата се повредени 24 луѓе, јави турската агенција Доган. Автобусот се враќал од екскурзија во познатото археолошко наоѓалиште Каратепе, кога излетал од патот и паднал во канал. Несреќата се случила откако возачот загубил контролер над возилото, а полиција. Најмалку 3 лица загинаа, околу 40 се повредени при судир синоќа меѓу патнички и товарен воз во близина на белгискиот град Лиеж, пренесува светските агенции. Белгиските медиуми истакнуваат дека двата воза се движеле по една линија и патнички воз удрил во задниот дел на товарниот воз. Локалниот весник Авенир соопштува за околу 30 повредени. На сајтот на весникот се наведува опис на очевидец кој патувал од еден од вагоните, според кој двата први вагони на патничкиот воз биле уништени. Илјадници луѓе протестираат денеска во Истанбул и Дијарбакир поради одлуката на парламентот за укинување на имунитетот на поединечни членови на турскиот парламент. Протестите беа организирани од страна на прокурдската опозицијска народна партија. Повеќе од 1000 луѓе се собраа во Истанбул и околу 3000 во курдскиот град Дијарбекир. Како што е наведено од страна на АП, демонстрациите во другите градови се забранети од страна на владата. Минатиот месец турскиот парламент ги одобри амандманите на уставот кој го отвора патот за гонење на речиси 140 пратеници. Во наредниве денови ќе започне судењето. Ние не се плашиме да ни се суди, но наше право е да очекуваме дека ќе ни суди вистинска судска власт. Дали постои такво нешто? Не рече Селахатин Димиритас на протестот во Истанбул. Одлуката на турскиот парламент за укинување на имунитетот на 138 пратеници, од кои речиси половина од прокурдската партија, представниците на Европската унија изјави дека тоа е причина за сериозна загриженост. Двете штипски екипи на Универзитетот Гоце Делчев и шампиони доминираа на одржаниот плејоф во Суперлигата во пинг-понг, кој викендов се одржа во салата Јордан Мијалков во Штип. Првото место без конкуренција му припадна на универзитетскиот тим Гоце Делчев, додека второ пласирана заврши екипата на шампиони. Игор Саздов од екипата на Универзитетот Гоце Делчев во финалната средба го совлада искусниот Саше Богатинов од шампиони со 3:2 и на својата екипа за која уште настапуваа Кристијан Станојковски, Петар Костовски и Филип Костадиновски им ја донесе титулата. Најновиот успех на двете штипски екипи во пинг-понг докажува дека Штип станува пинг-понгарски центар во Македонија. Следниот предизвик за екипата на Универзитетот Гоце Делчев се успесите во меѓународни рамки. Инаку покровител на настанот кој што викендов се одржа во салата Јордан Мијалков во Штип беше државниот универзитет Гоце Делчев. Женската екипа на ракометниот клуб Астра Спорт од Македонска Каменица е годинешниот победник во рамки на мини лигата на ракометната академија на Металург за девојчиња родени во генерацијата 2002-2003. Како дел од источниот регион, екипата на Астра Спорт се надпреваруваше со екипите на Торо Спорт од Виница, Младенец од Кочани, Брегалница од Делчево и Кочорацин од Кратово. Првото место екипата на Астра Спорт од Македонска Каменица го освои со победите на тимовите на Репро, кој што го совлада со 7:4, и Макаловски во кој славеше тесна победа со 13:12. Ова е огромен успех за тренерот на екипата Мирјана Гошевска, која е една од главните координатори на екипите од источниот регион кои се надпреваруваат во рамки на Академијата на ракометниот клуб Металург. Вкупно дечиња има вака генерално, ако имате некоја бројка, што тренираат во склоп на овака? Во Источна Македонија, значи во моментот сме 6 града: Кратово, Македонска Каменица, Делчево, Кочани, Виница и Берово. Значи сега се надпреваруваме со генерација 2002-2003. Идната година веќе во координација со ракометниот клуб Металург се оди на вклучување на помалите дечиња, односно на да се формира мини лига од 2004 и помали. Колку време тренираш во оваа екипа? Веќе година и по. Многу е забавно, многу нови работи учиме.
постигуваме многу успехи и така. Што се однесува до машката екипа на Астра Спорт, која исто така учествуваше на завршниот турнир, таа беше совладана од тимот на Репро со 18-9 и јуниор со 22-14, порази со кои сепак не успеа да обезбеди висок пласман во оваа конкуренција. Ова беа сите содржини за ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер со програмата која следи.